Да пазите кога играте пинг-понг да не ви се случи вакво нешто па да не можете да го извадите. Ај локалниот манијак да ми помогне. Појако дечко. Фала, добро, фала ти. Одлично. Поздрав. Денеска имаме добра емисија, одлична емисија имаме всушност. Прв гостин денеска ми е еден дечко кој свири во една од најдобрите, најквалитетните групи во Македонија, ги ценат и ги сакаат исто и во светски рамки како и во Македонија, нашата национална гордост Супер Хикс за нив станува збор и за нивниот фронтмен Петар Младеновски, Пеце Супер Хикс. Со пожарна дојде. Ти благодарам. Пеце како и секој добар гостин нели доаѓа со може повели седни си. Да, ова е сега да кажем еден мал подарок скромен од нашиот спонзор, тоа е фармата при викендна собота побожи за јаболка. Да, земам да видим. Знам дека фермерите се многу популарни, пробај. Прскани, непрскани. Непрскани, пази има не, чекај. Да, може. Добра е. Може само забрише. Не, да те забришам ја да не знаеш. Ај, одлично. Фала ти. Касно си. Добре? Одлично. Може ти да си земеш, правиме пауза. Сакав одма да те прашам нешто, може? Не, 4 секунди пауза и се враќаме назад. Вемолам джингл, режисери, работете. You are saying, my friend. Сега да те прашам нешто. Зошто ти се вика емисија еден на еден имаш по 2-3 гости? Еден на еден, а два. Значи не на еден, гледа головата. Еден на еден, а два. Значи еден на тројца. Да, така нешто. Значи не еден на еден на два, туку еден на еден, а два. Знаеш што ти е лошо кога човек очекува сцена еден на еден, а добива сцена еден на тројца. Популарни беа тие филмови на времето, не знам дали ти текна со Рон Джереми, Роко Зифриди кој што сега е повлечен на групните игри. Апсолутно. Пеце, да ти честитам ја нешто сега. Ајде. Ја мислам не си дознал бе. Не, сум дознал. Ајде, машко, женско. Дека роден ден ми беше? Да. Машко. Машко. Одлично. Колку 3 недели? 3 недели. 3 недели. Никола се вика. Никола Младеновски. И Никола Младеновски знае проектили вакви. Да, многу интересно. И како се осеќаш вака? Абе весело е како да ти кажам. Еден ден ќе доживееш и типа дај Боже. Се надевам. Освен ако не дај Боже не си плоден или не дај Боже да се помрднеме. Овие други популарни денесни спортови како што е стерилитетот и слично, не дај Боже не ти посакам. Да, не сакам такво хоби. Во секој случај весела работа. Весела работа. Весело. Сега кога дојдем на свирка не го држам веќе басов вака, него вака го фаќам, па после продолжувам со. Што ти кажам? Одлично. А со Супер Хикс како оди работа? Добро оди работа, се спремаме за таксират и се надеваме дека ќе има од тие присутни 4-5 барем 4.000 за Супер Хикс. Како и обично. Како и обично, да. Раде ја пуштив и се надевам ти се допадна тоа малку што си поиграв преходно диџеј со песната. Зашо не сум чул што си поиграл пар 2? Па неа примети. Ако може пак да му ја пуштите ако ја најдете, добро. Може скречови да правиш. Би снимиле ли Раде пар 2, пар 3 као Металика Unforgiven да биде? Или као Металика нови песните Day That Never Comes што е малку неа. Попушти малку да чуе. Еве. Забележи го. Еве го играњето диџеј фактички. Ја дигаме и сега ја спуштаме, Пеце. Кажи колко е добро. Може да го направи. Сега као оној, како си каше, Дерик Настич. Баш како него. Нели? Таксира 10, првите 2000 карти се со цена од 300 само денари, но тука народот има тешка одлука. Оние што имаат само 300 денари да дадат се мислат Аца Лукас или таксират The Roots, Марки Рамон и Супер Хикс. Тешка одлука да ти да си од страна, да не настапуваш Шобин Април. Има многу замислење. Ти вака, каде ги имаш двата штанда, оде викаат Аца Лукас човече, оде викаат The Roots. Види се вака. И едниот и другиот се рок-н-рол. Марки Рамон и Аца Лукас, кој ќе ги видиш во фризуриве, нема некоја голема разлика. Значи едниот има полуџигер и другиот има целосен джигер. Со научарите на Џој наликува. Со научарите на Џој Рамон, мислиш на? Да.
Да, и вокално се тука некаде, не знам што да ти кажам, стварно. Био еден на двата, ако имаш финансии, сигурно. Може да, чекай да не се исти датум тоа. Не се, мислам дека на 21-ви Знаеш, ние му предлагаме на логин да направи во една сала Аца Лукаса, во другото, мислам дека тоа ќе беше еден од најуспешните проекти на Литум. Ама добро, ете, се решил некој друг. Не, човекот е рок-н-рол икона во Србија и кај нас веќе станува, не станува е доста голем. Точно. И му посакувам успех. Ќе свириш со Марки Рамон. А може ли ќе се распадне, па ќе дојдат неговите другари и ќе се викаат кад би био Аца Лукас, разбираш? Тоа ќе биде доста интересно за гледање. Се помислата. А ќе свириш со Марки Рамон, кој ти бил, валјда, ми се чини дека Рамон ти се идоли од детството? Да. Онака имаш ли некаква нервоза, некоја си трема пред настапот? Ќе го запознаеш и човекот? Па не, се искрено ти кажам, доколку го требаше додам на таксират, ќе одев само заради Марки Рамон, а немаше додам на Аца Лукас, заради Марки Рамон. Да. Але беа само Руц и Свајзак? Добро, Руц, Свајзак ништо не ми значат, искрено ти кажам. Ама за Руц и за Марки Рамон, да. Посебно за Марки Рамон, затоа што е единствениот жив член од таа банда која што ја обожавав кога бев клинец. Добро, ние сме банда Инструментале. Да. Инаку го сретнав човеков на овогодишниот ексит во